Што би ни кажале за авторката и за незината изложба? Авторката ја познавам, значи, од самите нејзини почетоци, кои што се пред, речиси, 2 децении и од така наречените срамежливи, нели, почетоци, бидејќи таа е уметник аматер, значи без класично ликовно образование, меѓутоа талентот кој што го поседуваш и кој јас го видов од првите моменти кога ми ги покажа првите дела и кажав дека незиниот пат не сум без оглед на тоа дали ќе оди преку академија или ова треба да продолжи, значи преку во тоа време моливот, нели, а потоа и другите технички, сликарски кои што се можеме да ги видиме, така што навистина сум горд што можам да зборувам за нејзе и буквално ете да учествувам и во оваа нејзина прва самостојна изложба во овој центар, каде што се презентирани токму тие дела од реализмот кој што го работеше интензивно во децении наназад, преку сликарските дела и делата што се од областа на стрипот, односно електронските цртежи и делата од типот на сликовници за најмладата популација како илустрации за книги, така што сум навистина горд што прерасна во еден таков уметник кој што буквално не пропушта некој конкурс да не се пријави негде. Дури тамо каде што треба, нели, нормално да има и сиже, некаква приказка за тие приказки, ова, таа што сега мене ме иницира да седнам да напишам, например, неколку збора за некој антички град за кој што таа прави стиковница, па да измислиме, нели, лик кој што едноставно конкретно сега последното што беше за Билазора, ликот мало детенце, самото ги иницира родителите да оваа година не одат на одмор ниту во Охрид, ниту во Албанија, ниту Грчка, туку да идат на село кај баба им дедо им, затоа што кај нивното село се наоѓа антички град кој што детето сака лето да биде со дедо и баба и да едноставно да биде со козичките, на тој начин иницирајќи дека навистина треба да се од таа индустриализација сега да направиме тренд тие деца да ги вратиме повторно кон селото, кон нормалниот живот, така што навистина сум горд бидејќи не е она само ајде сега цртам, сликам, па ќе учествувам и ќе бидам на изложба, него буквално да бидеме во служба на нашата средина која што ете на некој начин и не финансира, иако условите се тешки и знаеме како е се.